Па какви криминалци сте вие, човече? Какви рекетари сте вие? Знам, И кога ќе ве фатат на дело, апсите. Како бе така? Спасен него апсите за напад на службено лице? Ацо Николовски него проверувате се. Нели нема и брат и сестра да ми е криминалци, ќе апси ме е криминал. Ова за рекетот што сте го договарале на извршен комитет 4 милиона евра да се соберат од донатори и од градоначалниците, тоа не е рекет? Дали оваа компанија е една од тие компаниите кон кои што градоначалниците имаат некакви обврски? Се работи за компанија Топлина Доел од Подмолје Охридско, која што важи за блиска до еден од раководството на ВМРО кој што е од Охрид, а бега у изборна единица 4. Као носи. Ама кој? Александар Николовски. Па кажи го. Да, ама увертира право. Аха. Тој што бега од својата изборна единица. Сега, оваа компанија работи со Прилеп. Последниве 5 месеци од општина Прилеп има добиено тендери во вредност од 40 милиони денари. Согласно ова што е Company Wall, оваа компанија во 2020 имала 0% приход, 0 денари. 0 денари приход, 0 денари расход. За да, како што доаѓаат градоначалниците на ВМРО ДПМН на власт, 21 година имала големи приходи. Па тоа е кога дошле градоначалниците на Да, ќе дојде во ВМРО. октомври. Па они за 2 месеца што може да направат, никој не може. Големи суми пари. од овие приходи има, пушти го следниот договор. Следниот договор е 24 година има, 24. од 23 година. Ова е отворен договор исто така за реконструкција на улици со оваа компанија во вредност од 120 милиони денари. Бога ми многу пари. 120 милиони денари. Каде? Во општина Прилеп. Браво. Значи оваа фирма само од општина Прилеп, сега за се израчунавме некои 160 милиони, ќе ги провериме утре кај се другите. Рехабилитација на улици, да. Сега Прилепче нека пишат колку убаво се рехабилитирани улиците. Сега, пушти ја и следната слика од Пејачиве овие. Се сеќавате дека ви кажав нели за тоа дека ете тоа е моделот на функционирање, префрлање Да. од едно на друго место. Пушти ја следната слика од Пејачиве. На сликата има тројца пејачи. Еден од тие е од ДНК. Така? Собствеников на фирмава ја купи златната буломара на ДНК за 80.000 евра у некаква си хуманитарна акција. Еве ги, сега пеат на Како е повториш еднаш? собственикот на фирмава ја има купено златната бубамара која што ја продаваа ДНК за наводна некаква хуманитарна акција. На оваа фирма од Топлина. Топлина, да. од Топлина. Да. А еве ги вие За сега 80.000 евра ја купил златната бубамара за хуманитарна начин на акција за плаќање НДП. тоа, ништо повеќе. Јас не сакам ништо да носам као заклучок, ја поставувам само прашање. А иначе овој усредина, пред 2 дена се заканувал на полицајци кои што го сопреле со 2,3 промила Да. алкохол у крв. И ги Дека- плюкал, ги буткал и така натаму и овој не нападна службено лице, овој усредина пејачот Спасен Силјановски со 2,4 промили алкохол 2.34. е застанат, приведен, им ги пцуел полицајците, ги навредувал, ги плюкал и ги удирал и им викал Падари ќе ги прави. ќе ги правил падари, ќе му сеал на министерот, утре ќе биле избркани од работа, крв ќе плюкале, Ќе видите на 8 ќе мај. видите на 8 мај. Овој усредина што пее на митинзите на ВМРО ДПМН. Хуманитарно. Пред малку кажавме дека Чекај. се купува одела, значи И тоа јас сум е шокиран. тенденцијата. Оваа фирмава на Александар Николовски земала 388 милиони денари за една година. Врати ги бројките. 6,7 милиона евра. Врати ги бројките да ги видиме. У 2020 немала никаков приход. Чекај, никаков пушти да расход. видиме. Врати ги бројките. Камо видиме? Моите информации од општина Прилеп велат дека Александар Николовски ги прати.
Да ги обават обврските. 398 милиони денари и 747.069 денари за една година. Само за 22. И 390 милиона од 21. А расходиве? Кај минат овие Еве ги расходи? доле 55 милиони и шо 51 Не, ама каде им одиле? Кај им отишле? Расходите? Шо толку кој е оваа фирма, ова е гигант. Па ова Ова треба да Николовски ова фирма. би требало да биде дека е јасно зашто е Николовски у четворката, а не у петката. Аха. Антонио Прилепе во четворка. Да, Александар Николовски у петка прави бизнис, Не, он у четворка прави бизнис со фирма од петка. со фирма од петка у петка не оди. А у петка не оди. Па какви криминалци сте вие, човече? Какви рекетари сте вие? И кога ќе ве фатат на дело, апсите. Како бе така? Спасен него апсите? За напад на службено лице? Ацо Николовски него проверувате се? Нели нема и брат и сестра да ми е криминалци, ќе апси ме е криминал. Ова за рекетов што сте го договарале на извршен комитет 4 милиона евра да се соберат од донатори и од градоначалниците, тоа не е рекет? Па еве ги богатите Или донатори. Гордана Димитриевска Кочевска не му е сестра на Христо Мицкоски, па затоа не апси. Нели он викаше и сестра ми да ќе апсам. Он така викаше у изјава. Така, така. Или ова пошто не ти е сестра, веројатно нема да ја апсиш. Како бе вака? Вака со политиката на ефто ке терате, по негов памет, ќе апсеме ќе колјеме све што не е со нас. Ви не сте нормални. Иначе сега ми Ви не сте пише нормални кога крадете бе. Ви сте бетер од Од Заев. од најлошите времења на СДСМ. Е, па он со Заев се договараше, ние не бевме на состаноци со Заев, он идеше на состаноци со Заев. Се Успоредба со Мицкоски Заев е почесен. научил нешто од него се. Успоредба со Мицкоски. Јас во една прилика му бев рекол на Мицкоски, нема дозволи да бидеш исти он стана бетер од него се. Антонов, успоредба со Мицкоски, Заев е почесен. Ние ние баравме, ама толкави суми не сме нашле од општините кои имаше нивни градоначалници. Добро сега, ако побараме од Заев, да им од го мериме државната власт, криминалот, да не навлагаме у таа приказ, да само ми пише еден гледач од Прилеп кој што вели од програмата на градоначалникот, значи член на ВМРО ДПМН, се реализирани само 3 проекти.